Добар ден на сите. Би сакала сите да ве поздравам што сте тука присутни, да ја проследите нашата денешна дебата на тема финансиските трендови на глобалните пазари и ефектите врз локалната економија. Еве, утрово се разбудивме со една многу актуелна и многу интересна тема што побуди огромен интерес, па мораше малку да ја прилагодиме и агендата. Но ви благодарам за трпението и за тоа што останавте тука да не иследите. Со мене денес се моите гости со кои што ќе дебатираме на оваа интересна тема. Ќе отвориме интересни и актуелни прашања. Никица Мојсовска-Блажевски, извршен директор на Македонија 2025, професор доктор Трајко Славевски при Економски факултет науки и поранешен министер за финансии, Горан Теменулов, уредник и водител на подкастот Каде се парите и новинар во TV21, медиум чиј фокус е економијата, pari.com.mk, и Сонја Таневска, новинар во неделникот Фокус, уредник во Трн.мк и Рацин.мк. Добре дојдовте, ви благодарам за одзивот и се надевам на интересна и успешна дискусија. Дозволете ми, во контекст на се ова што се случуваше утрово, да ја отворам денешната дебата со една кинеска мудрост. Не плашете се од бавно растење, плашете се од стоење во место. Може би уште посериозно и позаплашувачки е доколку тргнеме малку наназад или економски кажано влеземе во рецесија, но колку и оваа состојба е во ред, или е сериозна доколку економијата за која збориме е во период на транзиција, особено ако тоа е најголемата, еве да не грешам да кажам, најсилната економија во моментов во светот, американската. Неодамна се одржа глобалниот светскиот економски форум во Давос и таму во фокус беа 5 теми. Се зборуваше и за вештачката интелигенција и технологијата, се зборуваше за климата, за природата, за енергијата, се зборуваше и за работната сила, за здравието, за степенот на вклученост, но последните две теми кои што се и ќе бидат во нашиот фокус денес, се зборуваше за геополитика, конфликт и дипломатија и се зборуваше за економскиот раст и за финансиите. Токму тие две теми ќе се обидиме да ги ставиме денес во контекст. Се повика на едно соочување со клучни како глобални, така и регионални предизвици. Особено се алудираше на тоа дека треба да се стимулира економскиот раст со цел пред се да се подобри животниот стандард на населението и на некој начин да се спроведе една праведна енергетска стратегија. Па ако ми дозволите тука да
потсетам или да укажем на уште една законитост која вели дека доколку се обидете да го ставите социјалниот или културниот развој пред економскиот развој, тоа некако нема да функционира, нема да оди. Економскиот развој е типично поврзан со неколку параметри, со неколку критериуми кои што повеќе наликуваат на индикатори, например стапката на писменост, стапката на сиромаштија и секако очекуваниот животен век на работоспособното население. Тие дури може се смета дека треба или се причинители за економскиот развој многу повеќе отколку последици на некои специфични програми за економски развој кои што државата може да ги спроведе. И додека се фокусираме или се подготвуваме на тоа да постигнеме економски раст, економски развој, едноставно да не заборавиме дека тоа мораме да го правиме, односно тоа мора да се случи со секого, од секого и за секого. Сега би ценела доколку денес се обидеме да размислиме колку сето ова, особено ова последново, се отсликува во последно превземените мерки на Соединетите Американски држави, особено со оваа тарифна војна. Дали обидот на САД да ја зајакне својата економија ќе и наштети на Европа или и на Европа и беше потребно едно освестување, бидејќи соочен со голем јавен долг и пред се економија која што е заснувана на потрошувачката, председателот Трамп се обидува да го пренесе товарот на американската економија на грбот на оние кои според него досега најмногу профитирале од американската економија и очекува тие да се откажат од делот од колачот. И да бидеме реални, сепак се соочуваме со големи структурни реформи во моментот кои што се обликувани од 5 фундаментални сили, не се Г сили, Д сили, како што беше нотирано и на форумот во Давос: деглобализација, декарбонизација, долг, дигитализација и демографија. И тие на некој начин ја обликуваат светската економија и финансиските пазари и според мене бараат на вистина подетална и внимателна евалуација, затоа што може да имаат потенцијал за големи трансформаторски влијанија. Денес ќе се обидеме овие сили да ги ставиме исто така во локален контекст и да го процениме нивното влијание на нашата економија. Со овој вовед полека доаѓам до отварање на нашата дебата со нашата прва тема за денес, за која исто така би сакала накратко да најавам. Откако започна трговската војна помеѓу САД и Кина уште во 2018 година и со нас големено влијание кое што го посведочивме за време на пандемијата предизвикана од COVID-19, инвеститорите уште тогаш изразија загриженост за еден процес деглобализација. Тоа идејата дека светот се помалку ќе биде меѓусебно поврзан преку трговијата, а како процес има потенцијал да наштети на финансиските пазари и на растот на бруто домашниот производ, но секако и корпоративниот профит. Па, кога зборуваме за деглобализацијата, тука само накратко ќе се задржам на трговската фрагментација и на финансиската фрагментација. Трговската фрагментација ги намалува придобивките од ефикасноста која што ја добиваат компаниите како резултат на специализацијата и размената на искуства и знаења, со тоа на некој начин многу ги ограничува економиите во обем, а финансиската фрагментација па ги ограничува меѓуграничните текови на капитал и на некој начин ја зголемува макрофинансиската нестабилност, односно има импликации на инфлацијски импулси. Но со она што се случи на тарифниот фронт, некако сите се подготвувавме и бевме подготвени за возење со ролер костер, нели? Се чини дека несигурноста во политиката ќе се одржи некое време, токму тоа беше дел и од изјавите. Па сега предизвикот пред кој стоиме како да се анализира во услови на несигурност во политиката. Ефектите од деглобализацијата нема да бидат униформни за земите во развој, нели? Економиите во развој несразмерно ќе бидат погодени, поради тоа што различно се зависат од странските директни инвестиции и различни се ризиците за снабдување, нели, со енергија и стоки. И така полека доаѓаме до нашите прашања. Што можеме ние да очекуваме од ефектите на деглобализацијата, која очигледно е на повидок,
на локално ниво, како економија во развој пред се, и како вчера објавените тарифи на сат ќе не погодат. Што треба да превземеме да го ублажиме ударот, еве сега за нашите гости присутни овде во салата. Од аспект на медиумскиот простор, какво е значењето на медиумите во информирањето на јавноста и носењето на вистински одлуки. Ова се прашањата за нашата дебата на првата тема, па ве повикувам да дебатираме. Ви благодарам најпрво, Катерина, на поканата, на одличната тематика на денешната дискусија и на преголемата комплексност на вашите прашања и вашата анализа која што направивте. Иако го спомнавте терминот на деглобализација, мислам дека она што го спомнувате е многу покомплексно. Искрено, дури и малку фрустрирачки за секој еден економист кој што вложил многу во своето образование, учење на економски закономерности, анализи и така натаму, меѓутоа во одреден момент сваќате дека геополитиката или она што се случува околу вас, од кое што не сте дел, не учествувате во одлуките и така натаму, многу повеќе влијае врз економијата, па и другите аспекти на едно општество, отколку воопшто економијата или економските политики. Инаку, во 2000 година, мојот дипломски труд беше токму глобализација. Значи, тогаш беше феноменот на глобализација, она што не засегаше, што беше интересно, иднината на светот. Меѓутоа, еве, многу години после тоа, зборуваме за обратниот тренд или деглобализација. За секој оној кој што ги прати глобалните текови, особено геополитиката, ќе ја споменам, знаеме дека овие процеси започнати уште пред една декада, би рекла, и веројатно во ситуација во која што имавме преголема доминација на една сила, односно на Соединетите Американски држави. И во една таква ситуација моделот едноставно е неодржлив, да имате само еден центар на моќ, и група на земји почна да се здружуваат со обид да создадат уште еден центар на моќ, тоа би рекла дека е БРИК групацијата. Земји кои што се обидуваат да според мене главната битка е битка за доминација на доларот или недоминација на доларот. Значи зборуваме за тоа, бидејќи оттаму Соединените Американски држави ја црпат својата голема моќ. Инаку 90% од меѓународните, да кажам, размени на валути се во долари. Знаете дека 100% од меѓународната размена на нафта беше во долари до пред некоја година, сега околу 20% само се одвива во друга валута. Меѓутоа, она што САД се обидува според мене да го задржи, тоа е доминацијата преку доларот. И токму БРИК групацијата тоа го прави невозможно или се обидува, дури има обиди да воведат своја валута, юнит, односно единица, базирана на блокчейн технологии и така натаму, не им оди брзо, меѓутоа како и да се обидуваат меѓу себе размената да не ја прават во американски долари. И таа е една битка која што се води, која што започна и продолжи во претходната администрација на Бајден, меѓутоа она што сега го гледаме е една неизвестност која што ја наметнуваат Соединените Американски држави. Знаете како секој сабајле, било кој од нас политичар, економист, бизнисмен се буди, веднаш гледа каква одлука Доналд Трамп вечерта и како тоа ќе влијае дали на економијата, на бизнисите, врз нашите животи, дали како потрошувачи ќе плаќаме повисоки цени на производите и така натаму. Што мислам дека е комплетно нездрава ситуација за сите нас, меѓутоа сигурно и за американското општество и за граѓаните на Америка, бизнисмените на Америка. Меѓутоа како и да е, сите овие процеси водат кон таа деглобализација. И она што сега зборувам од аспект на една мала и отворена економија, што се случува, прво треба да сватиме дека сме дел од тие процеси и дека не ги носиме одлуките, дека треба да се прилагодиме. Мислам дека македонската економија досега навистина се покажа резистентна на многу промени, меѓутоа нашето прашање секогаш е до кога можеме да бидеме резистентни, така до кога можеме да го тргуваме, да кажем, повисокиот економски разреди едни вакви проблеми, дали е тоа здравствена криза, енергетска криза, глобална криза, сега политиките на САД и така натаму. Значи тоа е главната дилема, односно ако водите бизнис, секое утро треба да се разбудите со идеја како да го растете бизнисот и како сите овие процеси да не влијат премногу на вас. Прво би рекла дека еден од, според мене, клучните начини или елементи како за заштитите од сите овие процеси, тоа е структурата на економијата. И според мене е многу правилно што преработувачката индустрија или индустријата се уште застапена во висок процент во нашиот бруто домашен производ, особено учеството и на домашни компании и на странски компании, додека пак услугите
услугите растат, тие се уште, односно се доминантни, меѓутоа кај услугите гледам многу поголеми флуктуации. Меѓутоа, она што не прави секако зависни од глобалните текови, тоа е надворешна трговска размена со Европската унија и со Германија специфично, која што е најголем наш трговски партнер. И сега дилемата на сите нас е што повеќе влие врз нашата економија, дали е тоа рецесијата во Германија или префрлањето на Германија од автомобилска индустрија кон воена индустрија. Значи тоа е за нас голем предизвик, може да биде голем проблем, меѓутоа исто така и голема можност за македонските компании да едноставно да најдат нови партнери или да ги сменат насоките и производите кои што одат кон Германија. Значи тоа мислам дека во моментов за бизнисите е многу поклучен проблем отколку она што се случува со САД, бидејќи спомнавме дека извозот кон САД е 110 милиони евра и тоа е околу 1,5% од вкупниот извоз на Македонија. Сега зборуваме за директни ефекти, меѓутоа индиректните ефекти се многу посилни и пострашни, би рекла, бидејќи македонските производители, нели, произведуваат делови и така натаму кои што потоа се извезуваат во ЕУ и се користат во финалните производи на Европската унија, дел од кои се извезуваат во Америка. Така што не може да кажеме дека македонската економија нема да биде погодена од тековите, најпрво геополитичките текови, кои што Македонија секогаш има дилема, да кажем условно која страна да ја заземе. Меѓутоа сметам дека има и можности кои што треба да ги исцрпиме. Ќе завршам со тоа дека одамна зборувам дека ни е неопходна диверсификација на производството и извозот, а за мене диверсификацијата е и во смисла на производи што ги произведуваме, меѓутоа уште повеќе во смисла на пазари и дека онаму каде што расте економијата, каде што расте популацијата, таму се можностите наши идни за извоз. Тоа не е според мене Европската унија, значи таму имаме голем извоз, меѓутоа мислам дека е некој плафон или може да има мал раст, меѓутоа мислам дека истокот и Африка е онаму каде што навистина можеме во иднина, дали зборуваме за прехранбената индустрија, таму расте популацијата, таму се создаваат сега нови потрошувачи, така, че мислам дека треба и бизнисите, меѓутоа и државата со одредени политики, особено дипломатско-конзуларни представништва и така натаму, да придонесе малку нашите бизниси да се свртат кон истокот, каде што, како што спомнав, економиите растат и ќе растат и понатаму. И благодарам. Добра, ако одиме поред, благодарам и јас на поканата. Вака, првото прашање околу глобализацијата и деглобализацијата. Пресвртот почна некаде по големата рецесија 2007-2009 година, која што нели се одолжи, како што знаеме, со своите негативни ефекти. Првиот мандат на председател Трамп од 2016 година и неговиот ентузијазам кон воведувањето на царини, дали тој во неговиот вака жовијален вокабулар кажува дека царините се многу убав збор. Нешто тој спроведе во својот прв мандат, беше на некој начин попречен како што тоа го прави сега со пандемијата на COVID-19, која што одзеде енергија и донесе до нови предизвици, но процесот на деглобализација покрај нели со политиките на председател Трамп забрза со пандемијата COVID. Ние знаеме дека тогаш дојде до кинење на синџирите на снабдување, кои што беа воспоставени во светската економија. Се сеќаваме, сведоци сме на оние заглавени бродови, контейнери на пристаништата кои што не можеа да го примат товарот, не можеа полупроизводите и стоките да ги однесат до крајните потрошувачи, па свртувањето и дури теоретско кон она што се викаше nearshoring, наместо outsourcing, нели, во кој што тогаш нели и ние како економисти гледавме некоја можност за Република Македонија да сега со тој процес на приближување на изворите на снабдување на посебно земјите од Европската унија и ние, да речам, учествуваме. Малку од тоа се случи, но ова што го видовме нели вчера со најавата на воведување на царини кон целиот свет, кон 185 земји во светот, може да се означи како крај на процесот на глобализација, што ќе има сериозни консеквенции по овај светската економија.
Видите, кај нас, кога станува збор или кога се спомнува глобализацијата, посебно кај неинформираната јавност и оние кои се многу активни на социјалните мрежи, нели, има негативна конотација, глобалистите, не знам, и така натаму, да биде начисто. Земја во развој на ниско ниво на развиеност како Република Македонија имаше корист од процесот на глобализација. Глобализација значи отварање на пазарите, слободно движење на капиталот, дури на работна сила на финансискиот капитал, што им погодуваше на земји на пониско ниво на развиеност. Земји како што е Кина, например, доколку не се случеше или не ги користеше придобивките од тој процес, започнувајќи од 1990 година, особено по приемот во Светската трговска организација 2002 година, кога беше, немаше ни оддалеку да го постигне оној напредок кој што го беше постигнала. Сега треба да биде свесни дека живееме во овој еден поинаков свет. Мало осврт на она што ефектите или каде е Македонија со воведувањето на царините, новите царински стапки, како што знаете, од 5 овој месец, значи денеска е 3 за 2 дена треба да стапат царините за автомобилската индустрија, 25% од увозот на автомобили во Соединетите американски држави од целиот свет. Понатаму на 9 април стапуваат царините, општа царинска стапка кон цел свет од 10% и овие така наречени индивидуализирани царински стапки во кои што се најдовме и ние, малку неочекувано. Веднаш од политичка гледна точка да кажам, затоа што има такви коментари, не треба да се поведуваме по некој сентимент, па сега како се случи, па стратешки партнер, па не знам, имаме добри односи, градиме добри односи. Видите, тука нема сентимент, со американски држави со ова погодија многу поважни за нив стратешки партнери, сојузници кои што им се со децении и векови. Да не ги спомнам соседните земји, Канада посебно, Мексико, а сега со царините посебно за автомобилите, Европската Унија, Јужна Кореја, Јапонија, Кина се разбира, така што станува збор за еден линарен пристап, за еден принцип во кој што американската администрација на чело со претседател Трамп е убедена дека ќе ги донесе голема, како што те кажуваат, корист на американската економија. Американското општество е поделено. Они што го поддржуваат Трамп се ентузијасти дека се што кажува е во право. Критичарите, вклучително врвни економисти, укажуваат, поаѓајќи од некои теоретски, да речам, докажани ефекти од воведувањето на царините до сега, дека тоа ќе има негативен ефект, дури за самите Соединените американски држави. Утро го слушав еден од еминентен економист Джастин Волферс од Мичиган универзитетот, познат американски економист, во изјава интервју кратко за CNN. Според неговите пресметки, ова ќе значи намет или како еден вид на данок за американските граѓани, семејства, околу $5,000 годишно и за 6% намалување на нивната куповна моќ. Тоа е од тоа дека 1/6 од американската побарувачка е од увоз. Пресметал дека вкупната царинска стапка сега просечна ќе биде 40%, па дошол до тие 6%. Сега кога сме кај Македонија, сите бевме на некој начин зачудени од каде се овие цифри, кои што синоќ најверојатно голем број од нив, претпоставам дека сме пред информирана публика. Некаде во 22 часот 10 минути започна обраќањето во Розевата градина на претседател Трамп, во еден говор што траеше, речиси, околу сат време, беа покажани табели и сите се чудевме од каде се оние цифри. Например, од каде сега, ајде ги оставиме другите земји, да земеме Република Македонија, 33% царинска стапка и тоа да ти било половина од она што требало да го наметнат, ама сега затоа што не стапуваат со добра волја, не става царинска стапка за нас 66%, за Европската Унија 20 по 2 било 40%, Виетнам има некаде
50% па и така натаму и така натаму. Интересно, тие нели во табелата стои дека ова не се само оние што се викаат пропорционални царини колку имате вие кон американскиот увоз толку ќе ставиме и ние, туку вклучуваат арбитрарни да речам моменти како што се манипулација со валутите. Република Македонија нема никаква манипулација затоа што имаме овој фиксен девизен курс и нетрговски бариери. Сега тука не ги знаеме деталите, тука спаѓаат дури квоти, субвенции кон наши производители, компании кои се поврзани со американската економија и така натаму. Но интересно, макар што не е научно, аналитичарите на Financial Times, тоа е во денешното издание, забележале незаконитост. Вика, како ги определуваат цифрите? Тргнуваат од она што според нив е дефицит во размената со одредена земја. И сега тука има контроверза. Ние кажуваме, нашите цифри покажуваат дека Македонија има дефицит со САД, ама во табелата стои дека САД има дефицит со Македонија 112 милиони долари. И сега, ова што го забележале за 20 на земји направиле споредба на цифрите, аналитичарите од Financial Times, вика, го делат увозот од одредена земја, износот на увозот, го делат со дефицитот и така доаѓаат до одреден процент. Кај нас тоа би било 66%, па уште заради добрата волја, нели, делат уште на 2 и сме дошли до таа царинска стапка од 33%. Видите, сега тука има луѓе на панелот и во публиката што имаат многу повеќе информации за нашата структура на увозот и на извозот во Соединетите американски држави. Мора да кажеме дека директните ефекти не треба да не плашат. Доколку останеме на статус кво ситуација. Секако никому не му паѓа на памет она што го најавија земји како што се Јапонија, Јужна Кореја, Кина, Канада и така натаму, дека ќе Европската унија дека ќе возвратат сега и тие со царини, па почнува една царинска, односно трговска војна. Не, напротив, ние мислам дека препораката било да владата, надлежните институции направат една кост-бенефит анализа и по мојата интуиција таа би одела во насока на намалување на некои, да речем, царински стапки или бариери за она што го увезува Република Македонија, затоа што американците оставија простор, доколку вие за кратко време реагирате на тој начин, ние сме подготвени да се коригираме надолу. Значи, тоа е една од овој препораки. Рековме, директните ефекти нема да бидат големи. Некои компании во некои забележав пишување по социјалните мрежи дека Ван Хол може да е погодена од компаниите. Сега не знам, неколку пати го менува името компанијата од село Возарци, Кавадаречко, Фени Индустри или како се вика сега и така натаму, кои што имаат извоз во Соединетите американски држави, нешто од храната, мебел, облека, која што е наменета за американскиот пазар, може да биде погодена. Но, како трговски партнер, по ранг листата на најважни трговски партнери, според обемот на размената, САД е кај нас дури на 24-то место. Значи, на 24-то место, со мали проценти и во увозот и во извозот. Увозот помалку 1%, извозот 1,5%, но со вас завршувам, треба да стравуваме од индиректните, посредни негативни ефекти. Особено заради нашата поврзаност со автомобилската индустрија, пред се и некои други индустрии од преработувачката индустрија со земјите од Европската унија кои што се наши најважни трговски партнери. Ако тие се погодени, нели сега со царините, се разбира тоа не може да нема одраз и на македонската економија. Значи, еден период на нестабилност, бизнисмените тука меѓу нас знаат дека најголем непријател за бизнисот е непредвидливоста и нестабилноста во која што ево веќе влегуваме. Благодарам сега за сега. Ви благодарам на панелот. Денешни говорници не се и представници од медиумите, така да повелете вие со вашите размислувања на темите. Јас ви благодарам и на поканата и воопшто да се биде дел од оваа дебата. Сега имаме промена, значи според планот се смени се, но
Во секој случај ние медиумите некако во изминатиот период сме навикнати на кризи, значи не се однесува само на економските кризи, туку и воопшто кризите кои што постојат. Оваа економска неизвестност започна уште пред ковидот, како што кажа и професорот Славевски. Така што јас она што можам да го кажам, значи во однос од аспект на медиумите е во период на дезинформации, во период на многу информации, треба навистина внимателно да им пристапуваме на економските прашања, бидејќи многу лесно се манипулира со бројки. Да, ќе речат факти се тоа, бројки се и слично, меѓутоа многу лесно се манипулира и многу лесно се доаѓа до различни толкувања. Само професорот кажа неколку различни спротиставени ставови околу сите овие царини кои што ги воведе Трамп. Но она што можам да го кажам од сопственото искуство е дека многу често изврна тие дезинформации, мислам да не ја претворам сега дебатава во дезинформации и слично, произлегуваат од политичарите. Затоа што, видите, и ние како медиуми се наоѓаме сега малку затикнати, затоа што пред извесен период рековме дека политичарите изјавуваат дека САД ни се стратешки партнери. Во случајов добиваме царини кои што да не се повторуваме, рекоа и постручните од мене дека тие краткорочно можеби нема да влијаат, но ќе влијаат веројатно долгорочно, не само на цените, не само на инфлацијата во општеството која што веќе имаме, цените се нели превисоки. Туку може да влијаат и на нашиот европски пат, односно да заостанеме на тој пат, да бидеме помалку конкурентни од соседите. Само Србија има повисоки царини од нас, другите имаат по 10%, значи Албанија, која што и во изминатиот период беше една од поатрактивните земји на Балканот, односно ни се сменија улогите бидејќи тргна понапред на европскиот пат. Сакам да кажам дека во следниот период ќе има многу работа за нас, многу информации. Нас не се потребни стручни мислења, пред се од професори. Мислам дека во следниот период треба да се подпираме професионално повеќе на стручната фила отколку на политичката. Исто така можам да кажам, знаете, многу е тешко никогаш да се разграничи личната професија како новинар и прашањата кои што произлегуваат. Јас денеска се поставив прашање зошто немаше ниту една пресконференција од ниту една финансиска институција во Македонија. Зборуваме и Министерството за финансии, дали се и тие затикнати од царините во САД. И сега ние имаме како новинари милион прашања. Првиот одговор кој што го добивме јас и колегите беше на оваа дебата, односно пред салата во Стопанската комора. Мислам дека треба многу посериозно, ние сме мала економија, очекувавме да речеме и со промената на власта, очекувавме и повеќе реформи да се случуваат пред се на економско поле. Земја сме која што има висок долг, јавен долг, над 60% спаѓаме во категорија на високо задолжени земји и навистина треба после овие царини многу сериозно да ја сватиме економската политика. Да, ти благодарам, Сонја, баш околу јавниот долг не е вториот круг. Да, като престанав тука. Така да ќе го допреме тоа, сега Горан да го слушнеме. Здраво на сите, јас сум Горан Теменов, имам подкаст Каде се парите. Ја сакам оваа тема да ја обработувам, односно Америка, американските избори, влијанието на Трамп, како е, ја инаку важам за еден од оние ретки трамписти во Македонија, кои што се неутрални и со либерална провиненција во својот живот, но трампист важам во овој момент и сметам дека ова што се случи ноќеска е очекувано и би вратил во денешнава расправа еден друг термин кој што го заборавивме и не сме ни свесни дека тоа ни се случува, а тоа дека живееме студена војна 2.0. Јас сметам дека во глобализацијата може да има глобализацијата како имаме еден јак силен центар кој што у суштина од секаде си црпи што му треба и сите се приклучуваат кон тој јак центар кај што имаме еден главен играч како што беа Соединетите Американски држави и целиот проблем, односно деглобализацијата настанува кога Кина станува сериозниот втори играч, односно околу него се сјатуваат другите земји и ние веќе сме поделени на про-Кина и на про-Америка држави и царините така ја ги гледам. Ова е она професорот што го вика
да преговараме утре, да видиме што ќе ни отстапите вие, за да бидеме ние добри со вас. У суштина Америка пушта, што се вика, мамци, за да испита кои се на нивна страна, и тоа ќе трае извесно време, секој ќе си преговара и ние ќе треба да им се заколнеме на верност и да речеме ние сме проамерика и тука нема да припари Кина или некоја друга сила и ние ќе бидеме лојални на вас, како што беа сите, например, во време на студената војна кон тој центар што беше Соединетите американски држави, кој што беше капа на западниот слободен свет, наспроти Русија. Русија не игра никаква улога веќе на светската сцена, освен што има нуклеарни оружја, производствено не е, мислам, бруто домашниот производ е 1,3 трилиони долари, а да не збориме колкав е на Америка, односно 28 трилиони долари, при што само во производство имаат 5,6 трилиони или 5600 милиарди долари имаат производство, значи, а 80% им отпаѓа на услугите, се останато е, значи, во услуги, тука си финансиските пазари. Тоа се некои груби бројки што ви ги кажувам, но ова јас сметам дека доаѓаме во моментот кога повторно имаме биполарен свет, каде што ќе се одрази сето на слободниот проток на луѓе, на капитал, бизнисите ќе малце ќе закочат во еден краток период. Исто така многу ќе биде важно, например, што ќе ги ускрати, ги ускратува, гледаме Америка и оние услуги што ги даваше, например, во образованието за делот истражување и кој има пристап до нив, да не забораваме што се ограничи за Кина уште во не од 2018, туку во 2020, тоа е високата технологија, наночиповите и сето тоа. Значи, јас сметам дека веќе сме во студена војна 2.0 и тоа ќе ескалира, нема да дојде до веројатно до онаа вооружена, но ќе имаме прокси војни преку трети земји и сето тоа. Гледаме дека и Европа ќе се вооружува, така што генерално се враќаме на некој свет што ни беше познат до 1990 година, каде што тогаш и почна во суштина глобализацијата, кога победникот зема се и почна да владее економски, да владее со остатокот од светот. Ова е мое лично мислење и врз основа на она што јас го имам разговарано со голем број на гости во подкастот, така што треба да се прилагодиме, ќе има турбуленции извесен временски период, но кога ќе се воспостават правилата на игра во целава приказна, мислам дека тие што ќе ги одберат страните ќе имаат повторно, ќе имаат некој релативно нормален и предвидлив економски живот. Но тоа ќе биде турбулентен период. Гледаме дека Соединетите американски држави се обидуваат да ја вратат дел од производството кај себе, иако не имаат огромно производство, но прашање е колку имаат за некои сектори знаење за да ги вратат, ќе им треба простор, време и сето тоа да се направи како што треба, односно како што беше до 1990 година. Јас така го гледам целиот овој процес и за жал за себе ова, за ваквите големи прашања и да нема во јавноста никаков оддек, односно многу малце информираме за себе ова, многу малце во дневното новинарство и во мејнстрим медиумите се пишува за вакви процеси. Например, сега ние зборуваме, имаме различни ставови, различни гледишта, но тоа во изминативе 5-6 години никој не го отвараше, бидејќи ние имавме мантра Европска унија, НАТО, Европска унија, НАТО, Кина никаде ја нема во приказната, зошто Кина ја нема, што добиваме ние со Европска унија, со НАТО, за и против, никогаш не сме имале вистинска дебата, никој не го отвара тоа, што добиваме ако се отвориме кон другите пазари, ние ги гледаме Европа и Америка како пазари, но не ја гледаме Полска, например, не го гледаме Виетнам, кој што најмногу искористи од заладувањето и од трговската војна помеѓу Соединетите американски држави и Америка, и у суштина ова што Трамп го направи сега на виетнамците, вика ќе ви на која страна сте, треба да решите, на наша или ќе бидете со Кина. У суштина сите нас не става во позиција да ни го опипа пулсот на каде ќе припаднеме. Дали ние како медиуми информиравме, се зборуваме за мејнстрим медиумите, да не ги мешаме, има дел од медиумите што информираат, не, за жал, не, можеби затоа што нема ни публика што би го следело вакви дебати глобални, што би значело сето тоа, но мислам дека и се одбегнува од страна на луѓето, на експертите да зборуваат, бидејќи ќе треба да се изнесе малце поразлични и да се одговори на
ајде да кажеме, дискутабилни прашања кои се придобивките, но кои се опасностите од одредени политики, од одредени политички мерки. Мислам дека во нашата јавност недостасуваат сериозни дебати на оваа тема. Јас се обидувам да ги одржам, но за жал се помалце и помалце има луѓе што се подготвени да зборуваат на вакви теми и мислам дека како општество сега доаѓаме во позиција не изненади Трамп што ни се случи. Искрено да ви кажам, мене не ме изненади. Ја очекував и нешто пострашно да се случи и очекувам уште повеќе да притиска додека не ги дефинира односите, дека Америка мора да биде во центарот на западниот свет и сите да играат по нивните правила. Се додека не го постигне тоа, додека не се отиде на баца и рака кај Трамп, се извинувам што користам ваков поедноставен говор, но сепак јас сум новинар, не можам да си дозволам вакви коментари наспроти професорите, но мислам дека ќе мора да дојдеме во позиција нашата политика да отиде, да им каже на што се и мислам дека ние ќе имаме помали царини, ќе излезат во пресрет на Македонија, ќе излезат и останатите земји, ќе се договорат и сето тоа, но ќе треба време и ќе треба да се посвети малце повеќе внимание на се ова што се случува и да не се зима Трамп како некој грешка во системот кој што се појавил и не знам што сега си прави некои луцидни чекори. Не, се е тоа смислено, неговите политики не ги сопрени Бајден, току ги заостри во дел кон Кина, значи тоа е една голема политика што може да се следи цело време ако се посвети внимание, така што и ќе има последици за Македонија, краткорочни, но мислам дека на среден рок веќе ќе се видат контурите и ќе се вратиме во студената војна, кај што ќе треба да кажеме кој сме на чија страна. Благодарам. Благодарам, Горан. Интересно, да, искрено и јас некако очекував посериозен дека ќе биде ударот од Трамп кон со објавата на тарифите, меѓутоа еден вид на најава на она што ќе следи, претпоставувам. Тоа е и моето очекување. Сега од оваа глобална тема на која навистина убаво дискутиравме, да се вратиме на нешто малце по-конкретно, нешто што се однесува на една можеби интересна тема за јавноста кај нас, јавниот долг. Според Светскиот економски форум, реално глобалниот долг во главно го диктираат развиените земји, така беше заклучокот. Но она што е интересно е дека тука повторно јас ќе повикам на една законитост, инвестирањето во инфраструктура, образование и истражување практично се клучните двигатели на економскиот раст и економскиот развој за кој што сакаме денес да зборуваме. Она што е факт е дека доколку постои едно одржливо задолжување, континуирано задолжување, тоа и така може да ги зголеми трошоците за капитал, кои што директно ќе имат импликација кон приватниот сектор, ќе ги засегне приватниот сектор. Колку ова нас не се случи, затоа што сега правам врска со она што ќе го кажам следно. Развојната банка кај нас деновиве го достави барањето до Министерството за финансии за публикување на нови средства во согласно со барањата на банките за одобрени проекти наменети за инвестиции и развој на компаниите за повлекување на втората транша на пари од унгарскиот кредит, наменети за македонските компании. Негде имаме за распредел во околу уште 240 милиони евра. Според евиденцијата што има Развојната банка, од првата транша половина од парите се искористени за градежни активности, 22% од прилика за опрема, 20% за транспортни средства и негдека само 10% за одржливи извори на енергија. Сега тука прашањето за оваа дебата е во која мера тој зголемен долг го ограничува капацитетот на владите да инвестираат токму овие клучни двигатели на економскиот развој. Инфраструктура, образование и истражување. Дали тоа и нам ни се случи? Дали во нашата економија можеби беа потребни посериозни инвестиции токму во овие области, наместо да ги насочиме парите кон компаниите, или дали поради зголемувањето на трошоците на капиталот на пазарот, моравме да ги насочиме парите кон компаниите?
И низ призма на медиумите секако дали постои некој активно следење од страна на медиумите за тоа кои се тие долгорочни инвестирања, постои ли еден таков тип на истражувачко новинарство кај нас кој што го проценува ефектот на еден ваков тип на инвестиции во овие клучни или сегменти двигатели на економскиот развој врз локалната економија, ако се прави, како се прави, каде се објавуваат тие податоци, дали можеби и тоа е интересно за јавноста. Да, може. Сум одамна беше. Јавниот долг тогаш беше 26% од бруто домашниот производ. Ние заедно со Никица работевме, ги знаеме и цифрите, но добро. Во глобални рамки задолженоста на владите, на државите е како незапирлив процес. Знаеме дека има, во Соединените американски држави кои што беа се во фокусот на првиот дел од дебатата, имаат околу 100% или надминуваат 100% од бруто домашниот производ учество нели на јавниот долг, што е висока цифра. Предничи Јапонија со 240% од јавниот долг, еден феномен, но сите кажуваат дека тоа е одржливо за Јапонија затоа што најголемиот дел од тој долг е внатрешен, нели се должат самите на себе. Проблемот е делот од јавниот долг кој што е надворешен долг, и особено за земји кои што не се суверени, односно немаат сопствена валута, немаат независна суверена централна банка која што некогаш може преку примарна емисија да покрие дел од потребите на амбициозните нели влади. Сега кога смека ова што го спомнавте во воведот, Катерина, не беше без критичари, и се уште не е без критичари, тој потек на владата нели за дел од унгарскиот кредит, половината од првата транша и половината од втората транша се намени за преку развојната банка финансирање на проекти на нашите компании. Нели се укажа на тоа дека банките, и тоа е точно, банките во Република Македонија се високо ликвидни. Гледате дека никако не можеме да се ослободиме од оној феномен нели на структурна вишок на структурна ликвидност во системот. Ево една тема за медиумите. Нели централните банки, поголемите и повеќето во светот, водејќи монетарната политика, го снабдуваат системот со ликвидност. Значи преку аукции тие нели преку финансиските институции го снабдуваат системот со ликвидност. Кај нас 30 години Народна банка Република Македонија ја вшмукува вишокот на ликвидност преку благajničkите записи. Тоа се нарекува реверс репо. Знаете нели што се тие repurchase agreements, репо операции преку кои што се нели снабдува системот на ликвидност преку главните централни банки, Европска централна банка и така натаму. Но внимавајте сега што беше поентата. Јако има средства, јако има ликвидност на банките се многу оправо кога кажуваат дека ние имаме средства да финансираме секој издржан проект, издржан според нивните критериуми, построги или помалку строги, но интересот што фирмите го пројавија, тоа сме информирани преку медиумите, за овие средства, односно глата за пониски каматни ставки и поповолни услови, покажува дека сепак нели постои интерес. Инаку ова е мал дел, сега тезата што беше изнесена, дали има нешто за што се нарекува crowding out, нели кога државата нели наменува одредени средства за одредена намена, па помалку има за инвестиции. Мислам во вкупните издатоци од буџетот за капитални инвестиции, таму 240 милиони евра се пак релативно мал дел. И ние сакале не сакале имаме превземени, да речеме, обврски кои што ќе оптовруваат буџетот и во иднина, а тоа не може да се алиментира ако задолжувањето или репрограмирањето на веќе доскајаните обврски не продолжи, со обврските спрема Бехтеленка, коридорот нели 8 и 10D, кои што не се незначителни. Значи средства за капитални инвестиции, инфраструктурни објекти има и ќе има. Сега кога сме кај овој феномен на пораст на јавниот долг, како глобален феномен. Видите,
пак треба корено да бараме во политиката. Имаме политички влади во демократските системи и нели интересът на секоја влада да инвестира во инфраструктурни објекти и подобрување на услугите за граѓаните, а тоа да го плати некој друг во иднина. Сега да бидеме праведни, и вашите претходници ви оставиле во наследство долгови кои што мора вие да ги враќате, така што и не е толку лесен тој избор. Има ли некој лимит на таа неугасива жет на властите за задолжување? Некаде пред 20 на години еден не економист, туку практичар од областа финансиите лансираше еден термин, сега ние немаме бонд vigilantес, тоа се пазарот на обврзници. Дека во крајен случај, ако претерате со задолжување, тоа ќе ви се удри од глава затоа што ќе пораснат каматните стапки нели на обврзниците, а со тоа паѓа и нивната цена и тука веќе мора да прекочите. Но како што знаеме, тоа кај нас не може да функционира затоа што имаме многу плиток пазар финансиски во овој тип на финансиски инструменти. Што може да биде кочница? Кочницата веќе се гледа. Учеството во буџетот на средствата кои што треба да ги одвоите за покривање на сервисирањето на долговите. Кај нас веќе 1,5% или повеќе од бруто домашниот производ оди за камати на долгот. Тоа е повеќе во моментов од средствата што ги обезбедуваме за култура, можеби за образование, блиску до неодамна од она што беа средства за народна одбрана. И внимавајте сега, ако и понатаму се зголема јавниот долг, она што е товар е висината на средствата што треба да ги одвоите за плаќање на камати по тој долг, и тоа може да биде еден коректив на, како што реков, на политичарите. Инаку, сепак јако тука сме некаде, нели, како она што сега клацкалица по 60, над 60% од бруто домашниот производ јавниот долг кај нас, сепак не спаѓаме во високо задолжена земја, туку тоа се смета нели на границата меѓу умерено задолжена земја и кон повисоко задолжена земја. Инаку во економската теорија нема некоја граница определена, вака прифатена на висина на јавниот долг која што негативно влијае на економскиот раст. Имаше оние што повеќе читаат литература пред 10 години во една студија на економистите на Кармен Рајхен и Рогов, дека таа граница е 90% од јавниот долг, кога веќе јавниот долг го уназадува економскиот раст, но дури еден постдипломец, докторант, укажа на грешка во пресметките, така што и таа теза се напушти. Но нели за Република Македонија со оваа структура на стопанството, овој извоз и така натаму, кој што е подкрепа на можноста за сервисирање на јавниот долг, може да биде на некој начин еден предупредувачки знак дека треба да се води сметка за тој јавен долг. Од друга страна, нели кај нас во отсуство на пазарот на финансиски инструменти на обврзници, кои што рековме можат да бидат коректив, секако можноте за задолжување на странските пазари, кои што го ценат капацитетот за враќање на долгот, можат да бидат еден вид на граница за тие аспирации за задолженост. Ви благодарам, професоре. Јас само ќе да насочам дебатата повеќе кон квалитативниот ефект на областите каде ги вложуваме парите повратно за нашата економија, низ призма на тоа не спориме дека сме презадолжени или нешто, и може не сме по параметри, тоа можам и да се сложам. Меѓутоа, каде треба да не бидат насочени инвестициите, ако овие се трите столба кои што се двигатели на економскиот раст, дали можеби таму ќе имаме поголем ефект
отколку да ги насочиме кон директна поддршка, пошто знаеме како заврши директната поддршка на компаниите како резултат на ковидот. Тоа ни донесе еден инфлаторен ефект, така да тоа беше повеќе потребата за таква дискусија. Благодарам. Благодарам, Катерина, и веројатно сега е лесно да се одговори директно на тоа прашање, бидејќи професорот Славевски даде една општа ситуација, состојба или контекст на јавниот долг и во Македонија, меѓутоа и генерално во светот глобално. Оно што би рекла е дека клучно, и сме имале со професорот многу дискусии порано во Министерството за финансии и така натаму, е зошто имаме долг, зошто го креираме долгот, и од тоа зависи дали ќе речеме таа висина на долгот е лоша, превисока и така натаму. Можеме го сервисираме или не. И тука исто како во едно семејство, кога земате банкарски кредит, ако го земете за да одите на одмор, утре ден ќе нема што да го вратите, како ќе го вратите. Меѓутоа, ако го земете за образование на едно од децата, тоа дете утре ден ќе најде подобра работа, повисоки приходи, ќе можете да го вратите тој кредит полесно. Истото се случува на ниво на владите. Прашање е дали го користите за развојни цели или за капитални инвестиции, што најчесто водат утре ден кон поголем поврат на инвестицијата и можете да го вратите долгот, или пак се земаат за покачување на плати, пензии, социјална помош и така натаму. За жал, свесни сме дека сите влади досега и во Македонија, меѓутоа и меѓународно, главно се водат од популистички цели, и дека гласачите се и пензионерите, и работниците и така натаму, и дека најчесто или она што би рекле недискрециони расходи од буџетот, тоа се пензиите, тоа се платите во јавната администрација, социјалната помош. Така што, значи, како и да тие имаат приоритет секогаш во буџетот и при планирање на буџет, меѓутоа и при реализација на буџетот. Од тука излегува дека капиталните инвестиции не во планирањето на буџетот, меѓутоа во реализација на буџетот се обично резидуални. Колку пари ќе ви останат и толку ќе спроведете од капиталните инвестиции, заради тоа во секој еден ребаланс на буџетот, она што го гледаме е кратење на иницијално планираните капитални инвестиции. Да, ако дозволиш, сега кога имаме ваква една инекција, кога ни доаѓа, нели, дали можеше поправилно да ја искористиме? Благодарам. При тоа морам сепак да кажам и дека не зависи само дека е резидуал, некогаш е кратењето на капиталните инвестиции е врз основа на погрешно планирани проекти или преоптимистички, немаме капацитет за реализација, имаме проблем со национализација на имотот и така натаму, значи се случуваат и други проблеми, меѓутоа генерално премногу планираме, а при тоа реализацијата е многу ниска. Што би значеле капиталните проекти или инвестиции? Најпрво инфраструктурата, значи Македонија како земја во развој има големи инфраструктурни потреби. Второ, го спомнавте образованието, каде што навистина треба многу да се вложува. Нашите вложувања се многу мали, обично се вели дека по 4,5% од бруто домашниот производ не треба да ви бидат расходите за образование, кај нас беа 3,2-3,3%, сега се нешто зголемени. Меѓутоа се уште проблемот кај образованието, што ефектите од образованието ќе бидат за 10-15 години. Така да ако сте влада сега, која што е нели на власт, ќе ви интересира образованието, меѓутоа ќе мислите дека наследните избори нема да ви донесе поени образованието или расходите или инвестициите во образованието. И тоа е главниот проблем на политичките циклуси кои што траат 4 години. И како рачунате во иднина да ги добиете следните избори. Меѓутоа, она што прашувате конкретно е вака. Сега и јас размислувам како економист, веројатно и повеќето економисти се прашуваме кој е развојниот модел на Македонија. Дали оваа влада има на ум некој нов развоен модел? Значи, слушнавме, американското општество е базирано на потрошувачки и така натаму. Она што јас сметам е дека во моментов се обидуваме развојот да го базираме на инвестиции. Тука ги гледам инвестициите секако и на приватниот сектор и на јавниот сектор. И мислам дека со унгарскиот кредит идејата на владата беше да поттикне циклус на инвестиции од приватниот сектор, бидејќи и Стопанската комора на Македонија и другите комори имаа сознание дека побарувачката за кредити на бизнисите е многу поголема од тоа што се нуди, секако под поволни услови. Така што и видовме дека уште во првите денови, кога веќе беше на располагање кредитната линија, беа исполнети барањата, односно повлекувањата на средства. Значи има интерес и тоа е добро, бидејќи од тука можеме да очекуваме еден инвестициски циклус. Не е најидеална распределбата иницијална, каде се инвестираат средствата, меѓутоа се надам дека ќе дојдеме до таму, бидејќи пак за издржани и добри проекти на бизнисот треба и време да се подготват. Така што, значи, тоа е едната линија на
развојниот модел, втората се инфраструктурните проекти на државата и гледаме дека доста се вложува во тоа. Има планови за дополнителни проекти, за регионални патишта, поврзување значи железничко и прекупатната инфраструктура со соседните земји и знаете што тоа не е веќе тоа луксус, тоа е основа за да една економија се развива, за да има транспортни канали за синџирите на добавување или на добавувачи да се почитуваат и така натаму. И не сме Македонија да биде земја која што ја заобиколуваат компаниите при транспорт или работниците и така натаму. Значи мобилноста треба да биде обезбедена. Меѓутоа, она што секако се доведува прашање кога го зголемувате долгот, тоа е цената на капиталот. Така, значи, ќе расте цената на капиталот и како издаток во моментов од нашиот буџет. И тука би рекла дека мал предизвик е што улогата на меѓународните финансиски институции во овој тренд на деглобализација се намалува. Значи, дали е тоа меѓународниот монетарен фонд, се потивки се или се повеќе земјите делуваат унилатерално, значи така ги заокружуваат, така што можеби има можности за Македонија финансирањето да доаѓа од други извори, вакви билатерални извори како што е заемот од Унгарија и така натаму. И повторно тука ако почнеме да разговараме кои се можностите, ќе дојдеме во нешто што Горан го спомна, дали се тоа општо прифатени идеи или дали можете да кажете дека има можност за финансирање и од Кина и така натаму или треба да се останеме на она што се рачуна за заеднички вредности или начин на размислување. Меѓутоа, можностите се големи и ние како земја во развој треба да ги искористуваме, пазејќи да не ги налутиме многу глобалните играчи или стратешките партнери. Меѓутоа, капиталните инвестиции мора да бидат во фокусот и тие се оние што ќе ни вратат пари за да можеме да ги вратиме долговите. Ти благодарам. Повелете, новина. Добро. За јавен долг и за капитални инвестиции имам напишано илјадници текстови, направено емисии. Јас сметам дека е превисок јавниот долг, не заради тоа што 62% во моментов е, туку затоа што добар дел од него е направен за да се потроши на ништо, односно на ветер и во магла. Имам пресметано дека за 12 години капитални инвестиции што се планирани па после се ребалансирани, ние имаме изедено, испренаменети за нешто друго, имаме изедено некаде околу 1,5 милиарда евра. Значи сме планирале на пример 4,7 милиарди капитални инвестиции во 12-15 години. Сега бројката треба да ја најдам во еден од тефтерите, но со ребалансите на буџет тие пари се скратени за 1,5 милиарда и се дадени во други намени наместо за капитални инвестиции. Ние имавме добра пракса до 2015, тогаш е прв пат прекршена буџетскиот дефицит да биде понизок од износот на капиталните инвестиции. Тоа е прекршено прв пат во 2015, значи капиталните инвестиции секогаш биле повисоки од буџетскиот дефицит, дури и со ребалансот, например, ребалансот на буџетот. И да не заборавиме, професорот кога беше министер за финансии го намали јавниот долг на 27%, мислам, вратија пари, значи од бруто домашниот производ. Тој се зголеми со завршетокот на владењето на ВМРО на 47, тогаш беше тоа страшно за нас, правевме невидени драми и дојде до 62 со владата на СДСМ, при што во квалитетот на живот не гледам дека нешто добивме за тие 15% што се зголемија, при што растеше бруто домашниот производ многу значајно во апсолутна сума. Тука станува збор за милиарди евра, не станува за 100 милиона зголемување на јавниот долг, туку зборуваме за сериозни милиарди евра, така што проблемот е што ништо не добивме за неколку години владење во квалитетот на живот. Јас сум еден од поборниците на тој 250 милиона евра за да завршат кај компаниите, но да не испадне дека ја бранам владата, јас сум од тој што ги растори перијата на премиерот, па се расправавме околу критериумите за тоа кој може да аплицира за овие, кога ги сменија се расправавме околу критериумите, но јас сметам дека треба да се инвестира во приватниот сектор и да
поддржи владата инвестиции, бидејќи гледаме дека каматата и рочноста враќањето на грейс периодот и должината на враќање на кредитите многу им е битно на компаниите. Нешто неверојатно. Оние 15 години, што се генерално 5 години над максимумот што се дава за такви кредити, многу им значи. Јас, например, со бизнисмени имам разговарано, они зборува и каматата да е она комерцијална камата 3,94 не ни игра улога ако можеме да ги вратиме на 15 години или уште не подобро 17 или 20 години. Нешто не знам зошто им играше таа рочност многу важна улога кога зборував со бизнисмените. Така што јас сметам дека ќе добиеме квалитет со тоа што ќе се инвестира, ќе се поттикне малце да инвестираат. Да, и зградата е додадена вредност, тамо ќе сместат машини, тамо ќе сместат работници, ќе придонесуваат за подобар бизнис, така што мислам дека тоа не е лоша одлука. Лично го мислам тоа, но исто така многу важно што ја го открив преку подкастите, кога ми гостуваше директорот на Макстил, нешто што го направила владата е позадински, а не го знаеме, а тоа што го среди железничкиот сообраќај во државава. Значи донесе 4 локомотиви, ги најмиво од Србија, почна товарниот сообраќај нормално да функционира. Представникот, директорот на Макстил вика, до сега ние не можевме да пренесеме полупроизводи затоа што, односно тоа што го преработуваме репроматеријали, затоа што немавме и да извеземе, немавме редовен железнички сообраќај кој што ќе може ефтино и брзо и непречено да не обслужува. Тоа е неверојатно. Ние со децении имаме проблеми со железничкиот сообраќај. Ние немавме локомотива до пред 9 месеци што ќе товарне воз. Тоа се инвестициите што ние не ги гледаме и што се многу важни и се квалитетни во целиот процес. Тогаш тоа кога инвестираме во такви мали работи што се секојдневни, вреди да се задолжи човек и да расте јавниот долг. Се додека не сватиме дека мора со тие пари што се задолжуваме да ни се подобри бизнис климата и нашата живеачка, нашето образование, нашите улици и патишта, сега се најавуваат нови 500 милиона евра, не откри премиерот од каде, за локални и регионални патишта. И сега сите го гледаме тоа низ призмата на локалните избори, да се пумпаат пари во во општините за да може да се привлечат гласачи, но од друга страна ја го гледам во тоа, ако имам пристоен пат од некое село за да можам да дојдам во Скопје да работам, па ја нема да живеам во Железара и да дишам загаден воздух. И јас ќе живеам во тоа село и ќе дојдам за 20 до 30 минути по тој добар пат во Скопје да работам. Така што малце треба да ги гледаме работите и пошироко, така што не сум во овој момент сакам да се намални јавниот долг, сакам да дојде по 60, да биде порестриктивна политиката на владата во поглед на задолжувањата, но ако видам дека на терен нешто се случува, ќе бидам малце поблаг во моите критики, како што бев критичен пред во изминативе 15-20 години. Околу јавниот долг, пошто и претходно пошто јавниот долг е всушност извор, треба да ни биде извор на сите политики економски кои што ги имаме во државава. Јас не би се согласила дека овие инвестиции нешто ќе поправат, затоа што најголем дел од парите ни одат на плати во јавниот сектор и упорно немаме никаква реформа на јавната администрација и на јавните предпријатија. Да се вратиме на колегата што кажа, бидејќи ќе изумам подоцна да го спомнам, тие вагони во железници се изнајмени, не е инвестиција, туку ние плаќаме секој месец или годишен договор, не ми го доставија тој договор да видам колку ни чинат. Не е инвестиција, значи ги изнајмуваме и плаќаме, наместо да ги купиме, затоа што ние парите одлучивме да ги насочиме кон општините, фирмите и пензионерите. Ќе ги одаме едно по едно, значи општините во 2023 година добија околу 32,5 милиони евра од претходната влада, 44 општини за инфраструктурни реформи, улици, патишта, што и да требаше канализација. Сега добија повторно општините нови пари за кои што аплицираа и повторно ги гледаме на фотографија истите тие улички, патишта и слично канализации кои што искрено да ви кажам би се повраќа со извинение на речников во 21 век да се фалат градоначалници со тоа. Значи сега добија нови суми,
Беше, ми се чини дека политичка одлука, голем дел економисти така го коментираат тоа, бидејќи не очекуваат локални избори. Што добиваат граѓаните, реалноста е поделена. Дел од нив коментираат и по Facebook дека се задоволни, добиле конечно асфалт, дел не добиле. Меѓутоа, немаме транспарентно на ниту една општина, бидејќи сум проверувала да видам зашто точно ќе завршат тие пари, немаме ние трак на парите зашто точно одат. Можеби праќаат извештаи до владата, меѓутоа сепак треба секој граѓанин, а и ние медиумите, да имаме пристап до тие информации, а не да испраќаме само прашања на кои што не добиваме одговор зашто точно. Значи ми треба листа зашто точно. Па јас да можам како новинар да проверам дали тие пари од 2023 се користат, зашто се искористиле и да ги споредам со овие од унгарскиот кредит и да видам дали истите улички се асфалтирале во наводници истите. Значи не можам тоа да го тврдам затоа што нема едноставно информации за тоа. Но истото важи, значи тој трак на парите треба да важи и за фирмите. Значи не може фирмите да бидат исто како и општините бунар без дно. Зедоа пари за време на ковидот. За енергетската криза, значи мерките мислам дека беа повеќе насочени кон нив струјата. Правевме анкети за бурекчилници кои што земаа субвенции за струја, а користеа газ за печење на продуктите кои што ги имаат. Тоа го правеа многу фирми. Исто сега треба да има, значи стратегија зашто точно ги трошат нивните пари, затоа што и за тие тој кредит кој што го земаат од Развојна банка, тој не е од државата, тој е од сите нас. И тоа е едно единствено нешто кое што секој граѓанин треба да го знае и да не зборува државата ни дава, не ви дава државата, на никого не дава државата. Државата распределува. Во принцип сите ние преку нашите плати, преку нашите придонеси, преку нашите даноци го полниме буџетот. И затоа треба многу голема транспарентност кога се земаат вакви кредити и зашто се користат. Затоа што исто така линеарното зголемување на пензиите. Јас не сум противник, сите знаеме каков е стандардот и на пензионери, и на вработени, и на сите. Сите имаме некакви проблеми. Ниски беа пензиите, но за линеарното зголемување на пензиите ние добивме критики од институции како ММФ, Светска банка и СЕГДЕ, бараат реформа. Ние во изминатиот период, значи, не гледаме план за некакви реформи за да се намали тој јавен долг, а тие се многу јасни. И исто така, значи јас би посочила голем дел од фирмите, па и општините и се, зошто не искористиле, значи минатата година имавме многу голема неискористеност на ИПА средства, и не само минатата и претходната година. Зошто? Затоа што дел од структурите во општините, јавните предпријатија, фирмите одат на така наречени обуки како се аплицира за проекти, ама нивните проекти не добиваат или не се успешни. Значи ние не користиме пари кои што немаат кредитна линија, туку имаат грантова линија. Ние се радуваме на кредит кој што ќе ни го позајми Унгарија, и при тоа Унгарија исто така е земја која што е во голема задолженост, па не знаеме ни од каде е тој кредит и ќе го доотплаќаме, а во меѓувреме како држава, значи се задолживме дополнително на државни обврзници за враќање на претходни давачки, и тоа е исто како во едно домаќинство кога имате кредит, па земате картичка, па од картичка да ги вадите парите, всушност како што живее голем број од граѓаните, меѓутоа тој долг никогаш не се намалува и никогаш не се исплаќа затоа што недостасува стратегија која што не треба да се измисли, стратегија која што треба да биде препораките на Европска унија кои се. Па Европска унија го смени целиот систем на ИПА, направи план за да ги мотивира овие републики во Западен Балкан да некако размислуваат како да си ги решат проблемите. Во Македонија имавме поголем интерес за ИПА проектите во општините кои што се од помалите градови, па си средија многу површини кои што можеби не носат бенефит на БДП, меѓутоа носат бенефит на општината затоа што ги претвараат во туристички дестинации или слично. Значи, мислам чисто го кажувам тоа како пример. Да не знам колку време одзедов, да не продолжувам. Да, ти благодарам. Добро, се работи за реални проблеми со кои што се соочуваме. Факт е дека имаме неискористеност на грантовата линија. Потукајте може да заокружиме третиот круг. Јас ќе си го земам за право повторно да ве соберам во истиот состав, да продолжиме да зборуваме за третата рунда на прашање кое што ви ја доставив, но можеби да заокружиме тука, еве со прашање до професорот, можеби навистина
потребна ли е поголема транспарентност? Дали се согласувате дека да, треба да има таква поголема транспарентност за тоа како се трошат парите, бидејќи сакаме да имаме истражувачко новинарство, тоа е нешто што не знам, јас лично сметам дека малку недостасува, мора да имаме, мора да бидат поагресивни во истражувањето новинарите и да влечат факти, но од друга страна ако немаат информации, јас навистина можам да разберам па што да истражуваат, нели, и како да дојдат до одредени сознанија. Од друга страна, да, се работи за јавни пари, наши пари кои што да сме ги дале за да има некоја инвестиција, некој раст, па од тука и од отчетноста, нели, е нешто што мораме да го побараме. Одговорот на вашето прашање, кој ви кажал дека не е добра што поголема транспарентност, се разбира, не штети. Посебно за новинарите кои што се на некој начин посредник меѓу надлежните и населението, односно данъчните обврзници. Така. Позитивен одговор. Добро, дојдовме до една констатација дека можеби недостасува таа транспарентност. Ако недостасува, да направиме, да вложиме напори да ја поправиме, нели, да ја подобриме. Ако е тоа фактичката состојба, од друга страна, и јас можам да се сложам дека факт е дека можеби треба да работиме на подобрување на капацитетите на ниво на општините, за да навистина имаат пристап до оние грантови линии кои што Европската унија ги дава. Како, нели, претседател на Европската бизнис асоциација имав дискусија со европската делегација, има навистина многу грантови линии остануваат неискористени, затоа што па сега и таму точно се согласувам, пристапот е различен, не ги даваат директно парите и до општините, одат преку централно тело во насока на тоа бидат правилно искористени, и сега, нели, доаѓаме до капацитетите, знаењата, степенот на вештините за тоа како да се подготви проектот и истиот да се изведе, уште повеќе што и таму критериумите се разлабавени од тоа проверки и така натаму порано, бидејќи имам искуство, сум работела по проектни единици, навистина беше многу сложено и многу сериозна контролата за тоа како ќе ги искористите средствата кои што се дава, па макар биле и грантова линија, сега некако тоа е се релативизирано и во такви услови не ги искористуваме. Ако тоа е вториот заклучок што можем да го извлечеме од дебатава, дека треба да работиме на зголемување на капацитетите и степенот на знаење на тие кои што треба да ја. Проблемот со општините, што сите го знаат, е што не можат да немаат капацитет, немаат можности да привлечат кадри. Можеби на локално ниво и ги нема. Некој во некоја помала општина, речеме, способен инженер, некој од областта на финансиите. Ние знаеме, јас не сум учествувал во подготовка на такви проекти, знаеме академските проекти колку, да речем, напор треба. Едно централизирано тело, како што кажавте, може да им помогне на помалите општини кои што имаат понизок капацитет. Да. Добро, ви благодарам. Во интерес на времето, јас сакам да ви се заблагодарам на денешната. Ја имам да додадам за новинарството. Така сакам ви да заокружам, им дадам простор на новинарите. Сите што следат, морам да објаснам нешто околу истражувачко новинарство. Во принцип, што е проблемот во македонското новинарство? Ние работиме дневно новинарство и работиме со вести. Тоа вест е она што ни се случува денеска. Овој настане вести се пренесува, некој ќе го пренесе, некој нема да го пренесе. Тарифите на Трамп се вест, се пренесуваат, се анализираат, се коментираат. Ние истражувачкото новинарство не работи со вести, туку со нешто што е на прв поглед сосема нормално, нешто што се одвива нормално и се истражува дали во тоа нормално има нешто ненормално, односно кршење на закони, на процедури, се загрозува некој демократски здравствен проблем ако предизвикува и сето тоа. Истражувачкото новинарство се заснива на неколку елементи, што не се содневно новинарство, и јас не би рекол дека ние новинарите сите треба да бидеме со истражувачко новинарство. Тоа во Македонија има две редакции што го работат, едната е ИРЛ, другата е Призма, односно БИРН, и дека има едно друго новинарство што не недостасува во јавниот етер, а тоа е глабинското новинарство. Што значи сега тоа? Тоа го работат, например, Код и 360 и Само прашај. Тоа што се тие редакции навлегуваат на нешто што е актуелно, например, царините денеска или јавниот долг или било што ни се случува, го гледаме, дамаат голем контекст. Почнуваат да се засноваат нивните текстови, телевизиски производи, сето тоа на
изјави, на документи, на контекст давање на сето тоа што се случило, едноставно длабинска информираност околу одредена тема. Тоа во моментов во Македонија недостасува за жал. И тука имаме ние проблем за да дојдеме до институциите да не ги овозможат тие информации, тие податоци за да можеме да направиме длабински анализи. Исто така, мислам дека и нашиот публика не е подготвена да ги гледа такви производи, бидејќи бараат малце и поголемо знаење и поголема внимателност, сите сакаат нешто брзо, нешто што се чита за 2 минути, а не нешто што се чита за 7 минути. Истражувачкото новинарство ќе го трнеме на страна, многу е битно засновано новинарство на анализи, на податоци, кои што ни недостасува заради X фактори, али тоа е тема за некоја друга панел дискусија. Да, ти благодарам, Гуран. Ти благодарам за појаснявањето, ќе се служам, но мораме да се подобруваме, нели? Мораме да работиме на усовршување на се. Така, уште Сонја има повели? Само кратко ќе додадам да како на дополнување, да речеме преку личен пример, и бидејќи професорот Славевски тука е председател на Советот на град Скопје, јас правев едно истражување, без разлика не секогаш мора да истражувањето да биде за убиства или нешто слично, може да биде и за една прочистителна станица. И можам да го кажам примерот дека за пречистителната станица, за која што ние имаме добиено грант од Европска унија, за која што имаме кредит, за кој што имаше нели некакви најави за криминал или за било што, вие никаде, значи на страницата на град Скопје, никаде кога ќе испратите прашања, значи јас мислам дека повеќе од година дена немам добиено никакви одговори со целата борба која што сум ја добивала, што сум ја водела за да ја добијам, така да тоа е оној еклатантен пример зошто не може да се направат истражувачки студии кои што се добри, затоа што немаме соговорници. Или се плашат, во град Скопје конкретно се плашат да зборуваат, некои не сакаат дури ни оф рекорд, и тоа би било еден апел дека ако сакаме демократија треба да се охрабриме и да зборуваме, и ако сакаме квалитетни медиуми и квалитетни информации, исто така треба да зборуваме, особено луѓе кои што работат во јавната институција и луѓе кои што се професори и стручни. Да, ти благодарам. Сега, колку е тоа до председателот на Советот? Честитки за упорноста, нели? Вие сте се бореле, ние сме 45 и не можеме да добиеме никаква информација. И тоа, нели, со мандат од граѓаните. Со мандат од граѓаните. Можноста, нели, да добиеме информација од вработените е речиси невозможно затоа што не можат нели ниту телефон да ви дигнат доколку претходно нема дозвола од градоначалникот. Таков е системот. Таков е системот, дава можност, нели, за тоа е дискутирано, но ево не се други теми, тоа е се наближуваат. Ако сакаме да се подобриме, тој систем исто треба да се минува. Точно, се слагаме, еве нека остане предмет за дискусија. Јас навистина ви благодарам, мислам дека имаме одлични заклучоци. Со ова јас би ја завршила денешната дебата и оваа пракса, оваа платформа ќе продолжи во овој контекст и понатаму ќе практикуваме вакво дебатирање заедно со новинарите на актуелни теми. Ви благодарам што се одваживте, што дојдовте и ве поканувам сега на кратко вмрежување.